Оваа година планираме Аквапарк фестивал да го организираме безпрекорно, без никакви замерки од посетителите. Фестивалскиот простор доле каде што беа поставени шаторите и главниот стејдж, го уредуваме, ги привршуваме сите детали каде што до 28 август би легнала, што се вика, земјата. Оваа година Аквапарк фестивал ќе се одржи на 28, 29 и 30 август. Фактички новина за оваа година е што отвараме и третиот ден Аквапарк фестивал со изведувачи. Исто така новина е што оваа година ќе имаме и трет, би рекол, стејдж, chill out зона, каде што нема да има прекин музиката од 6 наутро до 10 наутро, туку би имале chill out зона, каде што посетителите кои што би сакале да останат, да не одат на спиење, би останале на chill out зоната. Новина е, нови се сите артисти, немаме воопшто ни еден артист кој што беше од минатата година. На оваа година ќе учествуваат преку 40-50 артисти на различни стејџови и различна локација. Аквапарк фестивал оваа година вратите ги отвара на 28 август во 9 часот наутро, а ги затвара на 31 август во 6 часот наутро. Дневната програма би се одвивала од 10 наутро до 6 попладне на Аквапаркот, каде што во цената на билетите ќе биде вклучена користење на сите базени, сите атракции кои што ги имаме горе на Аквапаркот, и ќе истата карта вклучува и посета на фестивалскиот простор. Цените на билетите од лани остануваат исти. Билетите ќе чинат за еден ден 400 денари, за сите денови, сите 3 дена 700 денари. Со фестивалскиот билет вклучува и бесплатен камп простор, каде што посетителите сами треба да си донесат шатори или било какви реквизити за кампување. Од наша страна ќе бидат обезбедени минималните услови за престој во кампот, вода, тоалети, тушеви и такви работи. Што друго да ви кажам? Градот полека се спрема. Бараме оваа година да имаме приватни сместувачки капацитети за посетителите, поради тоа што лани тоа ни беше една од недостатоците. Ќе гледаме што поголем број да имаме приватно сместување, кое што ќе го објавиме од текот на наредната недела за да ја зголемиме услугата на посетителите. Новина оваа работа исто така ќе биде каде што веќе сме во проговори од подалечните градови од Македонија, да имаме и организиран превоз. Сите оние кои што ќе купат фестивалски билет би биле донесени во четврток, а би биле земени во недела наутро, каде што би платиле символична цена за превозот од, не би рекол од околните градови, но од подалечните градови од Македонија, за да може да имаме поголем публицитет и повеќе посетители. Сите присутни се надам дека ќе ги интересира. Вие веќе спомнавте бројка околу голем број на изведувачи. Да споменеме дел од најактуелните кои што ќе застанат овде на сцената на вториот предфестивал. Да, ќе имаме огромен број на артисти оваа година. Едни од најпознатите се Йорис Ворн, Тимо Мас, Џон Дигвид, Дарен Емерсон, Фанкермен, Прокен Фич, а од бендовите од попознатите биле Бед Копи, Дисциплина Кичме, Елементал и се знае најпознатите во регионов и во Македонија Дубиоза колектив. Минатата година фестивалот беше во 2 фестивалски вечери, односно 2 фестивалски дена, годинава уште еден ден плюс, тоест 3. Минатата година фестивалот го посети околу 15.000 луѓе. Кои се годинешните проценки? Лани имавме генерално лошо време. Вандајк лани пушташе музика на 6 степени, што луѓето на крајот од мај дојдоа со јакни. Не знаеме какви ќе бидат временските околности, но за сега стои дека втората половина на август би требало да биде топла. Ако биде топло времето и со оглед на пиарот и маркетингот кој што го водиме, јас би очекувал 30 до 40% повеќе посетители од лани, некаде околу 20.000-25.000 посетители во сите тие 3 дена.